студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Критиките на Европската Унија за судството и корупцијата се очекувани. Според коалицијата сите за правично судење, ова е пет извештај во кој Македонија добива негативна оценка во една од најважните области, што укажува дека постои загрижувачки тренд на стагнација. Насоките од Европската комисија се прилично јасни. Македонија мора да обезбеди функционална независност на судскиот систем, да ги имплементира стратегиите за човечки ресурси во правосудниот систем и да запрат политичките притисоци кон судството. Мислам дека е сосема реалистична оценката, но она што е проблем е што очигледно како држава не ги сваќаме сериозно ваквите состојби покрај тоа што веќе почнавме да гледаме вистински примери како тоа се одразува на секојдневниот живот, кои што се впрочем нотирани во самиот извештај на Европската комисија, каде конкретно се посочува на случајот во Кочани како случај кој што е резултат на нефункционирање на системот на заштита од корупција, практикување на интегритет, доследност и почитување на правото. Има слухи, начално сите демонстрираат волја и укажуваат на подготвеност, меѓутоа недостига доследност и дисциплина во имплементацијата на сето она кое што велиме дека треба да биде спроведено во пракса. Така што вистинското прашање е колку имаме ние способност и дисциплина за да ги реализираме на вистина овие чекори, бидејќи еве и самиот закон за судскиот совет согласно препораките на Венецијанската комисија оддамна се превземаат чекори за да се промени тој закон. Владата се обврза да го донесе законот до јуни согласно реформската агенда, меѓутоа се уште не гледаме дека процесот се уште наоѓа начин како да се развлече и без некое значајно оправдување да имаме застој во целата таа постапка. Владата не постигна напредок во клучните реформи. Вака почна економскиот дел од извештајот на Европската комисија за земјава. Плановите за фискална консолидација биле одложени, што значи планираните приходи не се остваруваат, па државата постојано мора да крпи дупки со нови долгови. Државниот долг порасна на 62% од целата економија. Тоа значи дека за секој 100 евра што ги создава економијата, државата должи 62. Комисијата забележува и други проблеми, како сива економија, слаб напредок на капиталните инвестиции, влошена надворешна позиција, односно поголем увоз од извоз и раст на цените. Вика имате бавна фискална консолидација, второ имате одложена фискална консолидација. Под бавна фискална консолидација најмногу даваат забелешки во делот на структурата на трошењето, односно во 2024 година имаме голем раст на трошоците за плати и истовремено линеарното зголемување на пензиите се нотирани како две клучни мерки кои го забавуваат процесот на фискалната консолидација. Во делот на одложувањето даваат сериозна забелешка во имплементацијата на законот за буџети, односно одложената имплементација која што се однесува на буџетскиот дефицит па и јавниот долг како две клучни фискални правила кои што треба да бидат применети. Во текот на летото, јули-август месец, кога веќе ние го достигнавме форма на лепливи цени, инфлација, упорна инфлација, владата имаше серија на намери искажани во медиумите дека ќе направат фискална консолидација и ќе направат корекција на таквите експанзивни политики. Таквата нарација не ја забележуваме во моментот на овој извештај. Верувам дека земајќи предвид изборниот процес е завршен, владата сега има сериозен простор за точна имплементација на таквата намера. Најлош извештај во последните 10 години, која втурна Македонија во групата на држави како Косово, Босна и Херцеговина и Молдавија, е оценката на лидерот на СДСМ за наудите од Европската Унија. Филипче вели дека овој извештај го вклучува алармот за иднината и перспективата на државата. Според него, владата нема капацитет и не работела воопшто за спроведување на реформска агенда. За резолуцијата со црвени линии која ја понуди, вели дека ќе почека да ги слушне сите политички чинители пред да ја достави во парламентот. Не беа направени обиди за усвојување уставни измени поврзани со заклучоците на Советот од 2022 година. Клучен услов на ЕУ за почеток на преговорите.
Политичка поларизација во собранието продолжува блокирајќи клучни реформи и именувања. Реформите на законот за буџет доцнат, целосно спроведување во 2026 година изгледа неверојатно. Е време сите да се свесни дека не е 5 до 12 и не го чекаме последниот воз, туку последниот воз помина, ние треба да трчаме, па ако евентуално го стигнеме, да се качиме, поради тоа што после тоа нема да имаме опција што го правиме. Тема за која што треба да се дебатира, нашата предлог резолуција сметам дека е добра основа да седнеме да дебатираме. Потенцирав неколку пати дека тоа е предлог верзија, не е тоа дефинитивно трајна. Очекувам фидбек. Официјален немам од ниту една партија, иако официјално е доставено до сите парламентарни и политички партии со цел да дадат свое мислење. Тоа е работа која што подразбира консензус, национален. Мислам дека е редно да седнеме на маса, да видиме како ќе се движи тој процес, дали можеме да ја промениме и парадигмата и да смениме и политичката култура, ако ништо друго да разговараме. Првичната оценка од владата за извештајот на Европската комисија го презентираше шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски, кој беше гостин во тема на денот во Дневникот на Сител. Извештајот за напредокот на Македонија во ниту една област нема уназадување, вели министерот за надворешни работи Муцунски. Некаде имаме повисока оценка како во надворешната политика, но горлив проблем останува правосудството и борбата со корупцијата. Надлежноста што имаат како влада до крајот на годинава ќе резултира со реформи во правосудниот систем, но и судовите и обвинителствата треба да го исполнат нивниот дел од обврските. Ако ја погледнете анализата на работата на јавното обвинителство во овој извештај, ќе видите јасно нотирање од страна на Европската комисија дека доцнат постапките за борбата против високата корупција, дека најчесто доаѓа до застарување на предмети, дека нема доволно ажурност. Дека влада е неказнивост во Македонија, посебно за такви дела. И тоа не е критика за владата, тоа е критика за правосудството, затоа што за жал, јас тврдам, големо мнозинство од судиите и обвинителите во државата се честни луѓе, професионалци кои што добро се ја вршат работата, но има исклучоци, високо позиционирани, кои што го имаат киднапирано нашата правосудство. За критиките од опозицијската СДСМ, Муцунски вели дека немаат кредибилитет да зборуваат за овие прашања, бидејќи токму тие ја довеле Македонија во оваа позиција со Европската унија. Побара да се обединат за да се откочи европскиот пат на нашата земја. Позицијата да се обедини со владата и со сите засегнати страни во државата, да создадеме консензус по овие прашања. Наместо голи критики, кои што не се реални и не се објективни, дајте да видиме што е тоа што заеднички ние можеме да го направиме, да се движиме напред, а при тоа веројатно би било коректно и лидерот на опозицијата, наместо да вели дека предлогот од 2022 е добар, да се извини на целата држава за грешките кои што се направени. Министерот за надворешни работи не сака да открива детали од средбата со председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, но смета дека токму Кошта може да помогне за откочување на процесот за членството на Македонија во Европската унија, со што нашата земја ќе го зачува достоинството. Верувам во неговите капацитети, сепак се работи за личност кој што долги години бил во врвот на својата национална политика во Португалија и кој што е личност кој што може да умее да помогне за да се најде решение, да можеме да се движиме напред по предвидлив пат кој што ќе претпоставува и почитување на меѓународното јавно право и од страна нашите соседи и пат кој што ќе обезбеди достоинство за нашиот народ и сигурност дека нема да бидат ставени во знак прашање нашиот јазик, нашиот идентитет, нашата историја. Како влада успеале да го наметнат ставот и до европските институции дека на Македонија се потребни дополнителни гаранции за членство во Унијата, пред да направиме дополнителни отстапки. Тамара Дичевска, Сител телевизија.